Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ако се точни тврдењата во рекет, Добрила Кацарска треба да одговара кривично и да лежи затвор. Впрочем, ниту еден сериозен правник или обвинител со долгогодишно искуство не би сведочил лажно и би знаел дека доколку сведочи лажно, за истото тоа сведочење ќе одговара. Што значи дали тврдењата се точни, тоа треба го докаже судот. Но Добрила Кацарска нема повеќе кредибилитет да суди и да пресудува на македонските граѓани. Сведочењето на Лиле Стефанов отвори сериозен сомнеж како функционирало Луи Витон судството на Зоран Заев или познато народски кацарска судство. Вредностите и вербата во институциите и системот се целосно загубени и затоа мора да се отвори сериозна истрага преку која ќе бидат санкционирани сите кои ја злоупотребувале службената положба и овластувањата за да се пресметаат со политичките неистомисленици, наместо да судат по словото на законот онака како што налагаат законите. Почитувани, членот 75 од Законот за судови експлицитно наведува дека потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на одговорност на судија е грубото влијание и мешање во вршењето на функцијата на друг судија. Обвинителката Стефанова на вчерашното сведочење под полна морална и материјална одговорност изјави дека судијата Добрила Кацарска директно се јавувала кај сега веќе обвинетата Катица Јанева за да влие врз истрагите. Стефанова сведочеше дека судиката Добрила Кацарска постојано била присутна додека се одлучувало околу барањето притвор за случајот Империја, односно на еден од осомничените во предметот Империја и се интересирала за целиот тек на постапката. Доколку ова не представува потешка дисциплинска повреда, тогаш подобро да го избришеме законот или членот 75 од Законот за судови. Истиот член предвидува дека претседателот на судот во рок од 8 дена од денот на осознавање на сторената дисциплинска повреда е должен да го извести Судскиот совет на Република Македонија за истото. Вклучително, истата судика Добрила Кацарска, според сведочењето на Лиле Стефанова, треба да одговара по член 353 од Кривичниот законник на Република Македонија за злоупотреба на службената должност која што има. Затоа, јавно го повикуваме председателот на Основниот суд Скопје 1, Иван Джолев, да не го чека крајниот рок, туку веднаш да постапи и да го извести Судскиот совет по службена должност. Доста од катици, вилми и добрили во судството. Со секој изминат ден станува се појасна спрегата и меѓусебната поддршка преку која наместо закон се реализираа партиските нарачки на Зоран Заев и СДСМ. Еве само се подсетиме како Катица Јанева ја фалеше Добрила Кацарска, предлагам да погледнеме едно видео. Дека е тоа истото судство продолжение кое што во претходниот, да кажем, режим судеше вака, сега суди овака. Јас би сакала да бидам кратка. Дај Боже да судиите се одважат да бидат како судијката Кацарска, да брзо, ефикасно ги завршуваат предметите. Таа е еден од повозрастните суди кои сите сме учеле од нив, бидејќи јас сум помлада, сум била и на незини обуки и ја ценам како професионалец и се надевам дека, а и се случува тоа да се повеќе се забрзуваат сите постапки. Кога веќе гледаме дека Катица Јанева учела од Добрила Кацарска, видовме што се случи и како заврши кариерата на Катица Јанева. Почитувани, институциите не смеат да замижат пред овој случај. Одговорност мора да има. Сите овие луѓе под палката на Заев го урнисаа правосудниот систем и затоа е потребен да се донесе закон кој нема повеќе да амнестира криминали и криминалци. Благодарам.